Министерството за финансии излезе со бројка дека до сега 1000 семејства го решиле своето стамбено прашање преку проектите Купи куќа, Купи стан и Купи куќа за млади. Кажете ми, каков е интересот и очекувате ли дека ќе продолжи ваквиот број? Да, проектот Купи куќа, Купи стан е веќе повеќе годишен проект. Интересот е огромен, меѓутоа новиот продолжување на самиот проект Купи куќа, Купи стан, а тоа е проектот Купи куќа за млади, побуди огромен интерес и тоа е евидентно во последниот период, каде што се јавуваат многу млади брачни парови, многу млади луѓе заинтересирани за овој проект. Господине Ход, посебен интерес, односно посебно атрактивна во последно време е проектот Купи куќа за млади. Кажете ми за колкава големина на куќи станува збори, во кои општини се најатрактивни за младите да ги искористат бенефитите на овој проект? Ние како компанија понудивме на пазарот некоја квадратура која до сега од нашите искуства се покажа како најоптимална и најбарана, а тоа е 100 квадратни. Тука се движат 100 до 105, 108 квадрати куќи со дворно место. Тоа е квадратура која е во моментот најбарана и која се вклопува со цените кои се нудат на пазарот, односно нашите цени, за да се вклопат во проектот Купи куќа за млади и да се покријат 50.000 евра кои се одобруваат за овој субвенциониран кредит. Така да тие се, има некои барања и можеби за помали, од околу 80 на квадрати, меѓутоа 90% од барањата се за 100 на квадратна куќа. На кои локации има најголем интерес? Во моментот ние нудиме локација во општина Радишани, односно во општина Бутел, во местото Радишани, исто така нудиме локација во општина Сопиште во село Сонје, а во иднина бараме и нови локации каде што би ги граделе овие населби за овој проект. Народната банка искочи со податок дека се намалува бројот на стамбени кредити, се зголемува на потрошувачки кредити. Вие сте во комуникација со деловните банки, што велат тие за искористувањето на бенефитите од овие два проекти Купи куќа, Купи стан и Купи куќа за млади? Точно така, ние сме во постојана комуникација со банките. Во моментов што се однесува до самиот проект е зголемен интересот за кредитирање на куќи, бидејќи проектот е наменет за изградба на куќи и е обврзувачки. Значи самиот проект е да мора да биде преку кредитна линија субвенционирана од страна на владата. Што се однесува до становите, немам информација од градежните компании дека е намален интересот. Последните информации се дека се зголемени бројот на градежни дозволи за последниот квартал, така да немам информација за намалување на побарувачката. Можеби на поинаков начин се инвестира во купување на станови.